Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Интервју со. Оваа вечер ќе разговарам со првиот човек на Македонски железници и транспорт, господинот Игор Коруновски. Ќе разговараме за она што го работат Македонски железници и транспорт, но ќе разговараме за една тема која што во последниве неколку недели е многу актуелна, особено кога еден млад живот во Македонија згасна како резултат на една љубопитност да направи фотографија качен на ВОС. Добро дојдовте во студиото на регионалната КАЕД. Благодарам на поканата. Вашево гостување го започнуваме со кампањата која што вие нешто најново што го работите, иако е несвојствено за Македонски железници транспорт една ваква едукативна кампања да има, насочена кон младите кои што се почесто можеме да забележиме како се качуваат на вагоните и се обидуваат да направат така наречено популарно селфи. Така, како што знаете, во изминатиот период се појави една појава кај младите, да не речам еден тренд кој што го применуваат како да се направи поопасна фотографија, односно како да се направи поопасно селфи. Во овој случај конкретно, како причина за почеток на една ваква кампања, беа три случаеви кои што во изминатиот период од месец дена ни се случија, од кои за жал едниот беше фатален, односно изгубивме еден млад живот. Како причина, како дел од тоа, ние не можевме да останеме рамнодушни. Веднаш направивме една кампања која што е насочена во таа насока, едукативно да влијаеме кај младите, да возот го користат како превозно средство, а не да го користат за фотографии на крововите од вагоните и од возовите. Минатата недела бевте во Велес, оваа кампања ја спроведивте во средните училишта. Како средношколците реагира, имајќи во предвид дека токму пред, мислам дека една година, еден ваков не бил настан се случи во Велес и еден млад човечки живот згасна? Точно така, тоа беше и причината да кампањата ја прошириме и на другите градови. Значи, бевме и во Велес, ги посетивме сите средни училишта, одржавме едукативни трибини на часовите од училиштата, поделивме рекламен материјал, исто така имавме подготвено и видео на кое што беа презентирани фотографии и случки од појави на фотографирање на самите возови, што би можело да се случи ако младите се фотографираат на крововите од вагоните, и можам да заклучам дека таа посета на сите средни училишта во Велес имаше една огромна посетеност и можам да заклучам дека кампањата во Велес помина многу успешно и се надевам дека пораката која што сакавме да ја испратиме кон младите, ја испративме и дека, што уште поважно, младите ја сватија опасноста од прифаќање на еден таков предизвик. Господине Коруновски, мала е границата помеѓу средношколец и ученик во 9-то оделение во основно училиште. Се фокусиравте на средношколците, меѓутоа еве накратко и за оние основците да напоменеме како го изложуваат својот живот на ризик доколку некој млад сака да се качи на возот и да направи што поопасна фотографија? Па, ова е многу битно да се знае и тоа цело време го повторуваме на едукативните трибини, дека над самите возови или товарни вагони во случајот или вагон цистерни поминува електрична инсталација во која што има многу висок напон. Значи напонот е 25 киловолти или 25.000 волти. Како што имаме прикажани на нашите флаери, за да биде малку посликовито за младите, тоа е 5000 пати повеќе за да го наполниме еден мобилен телефон. Со тоа можеме да добиеме една представа што значи ако ние се доближиме, само ако се доближиме до таа инсталација. Значи, не е потребно да ја допреме електричната инсталација, може и на 1,5 метар до 2 магнетното поле да не привлече и да добиеме струен удар. Во тој момент последиците се фатални. Обично младите не знаејќи, предпоставувам, иако на сите вагони постои ознака дека е забрането качување, дека постои висок напон, на секој столб исто така има ознака за висок напон, младите се качуваат, мислејќи дека може на едно одредено растојание да се сликаат, не знаејќи дека до 1,5 метар и 2 понекогаш може да се случи таков струен удар, кој што
За жал, еве до сега имавме еден случај во Скопје кој што заврши фатален, а исто така и пред една година имаше и во Велес таков случај. Во тој момент сметавме дека младите можеби не се доволно информирани, затоа точно затоа ја направивме оваа кампања. Едукацијата е најдобрата превентива и се надевам дека младите кои што некогаш барајќи повеќе адреналин за своите така наречени лудори, нема повеќе да се качуваат нити на вагоните, нити на се она што е во близина до струјно поле. Но, господине Коруновски, вашето вечерашно гостување ќе го искористам да ве запрашам и за она што се случува во Македонски железници и транспорт, кога станува збор за модернизација на патничкиот сообраќај. 6 нови возови веќе се пуштени во употреба, дел од нив, поскоро, дел подолг веќе временски период. Какви се резултатите? Па, како што знаете, во Македонски железници и транспорт се направи една поголема инвестиција, каква што досега не се направила, можам слободно да кажам, во изминатите 35-40 години. Значи, се набавија во случајов 6 нови патнички гарнитури, од кои 4 се дизел моторни гарнитури и 2 електромоторни гарнитури. Тоа е вкупна инвестиција од околу 25 милиони евра. Сите гарнитури се веќе пристигнати во нашата држава и како што можете да забележите, веќе патниците можат да ги користат гарнитурите и бележиме одлични резултати од интересот кај патниците и од анкетите што ги правиме кај меѓу патниците, значително е подобрени се условите за патување со возовите. Како што знаете, Велес како еден битна географска положба, раскрсница на коридорот 10, најчесто се користат тие возови и можеме слободно да заклучиме дека најголем број на патници имаме од градот Велес. Моментално имаме 14 возови, односно 14 пара на возови кои што се обраќаат од Скопје до Велес и од Велес кон Скопје. Значи, со задоволство можам да кажем дека резултатите се одлични. Со овие 6 гарнитури, околу 60% од патничкиот сообраќај го обновивме и се надевам дека понатаму ќе продолжиме со тој тренд да можеме уште тие 40 дополнителни проценти да ги реализираме за да конечно во Македонија добиеме целосно обновен патнички сообраќај. Покрај грижата за превозот на патниците, ваша грижа и превоз на стока. Во 2016 година и тука имавме модернизација, набавена е поголема количина на товарни возови. Точно така. Ако дозволите, можем да кажам конкретно за целиот проект. Значи, се работеше за проект во вкупна вредност од 50 милиони евра. Значи, како што кажав, набавени се 6 патнички гарнитури. Исто така, во делот на товарниот сообраќај набавивме 150 нови товарни вагони, кои што веќе година дена се обраќаат по железничките пруги не само во Македонија, туку и во странство. И сме одлично исто задоволни од нивниот квалитет и нивниот обрт кој што го прават. Тоа беше вториот сегмент од модернизацијата. Сакам да го најавам и проектот кој што е во најава, односно веќе е потпишан договорот за набавка на нови 4 електролокомотиви. Треба да почнат да стигнуваат од месец ноември оваа година, со тоа што тие електрични локомотиви исто така ќе се користат во делот на товарниот сообраќај, онаму каде што нас како компанија ни е најголемиот приход, односно една од основните дејности превозот на стока. Исто така во тој проект од 50 милиони евра одделивме средства околу 2 милиони евра за комплетно реновирање на работилниците за одржување на железничките возила. Исто таа инвестиција е многу битна, бидејќи од 73-та година, кога што е пуштено депото за одржување на железнички возила, до сега немаме никаква инвестиција во него.
Ова е стварно многу битна историска инвестиција, што е многу значајна за нас како компанија, а исто така и за вработените кои што работат кај нас, бидејќи со тоа добиваат едни современи, модерни услови за работа. Значи, тоа е во глобала она што го успеавме во овој период да го направиме со таа инвестиција. Можам да слободно да кажам дека ова е една од најголемите инвестиции во железниците во Република Македонија. Господине Коруновски, иако немате никакво влијание, сепак врз вашата работа влие она што се случува на Солунското пристаниште, честите штрајкови кои што ги имаат таму. Како економски влие сето тоа врз вашата работа? Ние како железница која што се граничи со нашиот јужен сосед, нормално секоја нивна турбуленција се рефлектира и кај нас. За жал, од таа страна немаме сериозен пристап на грчките железници, имаме чести појави на штрајкови. Тие штрајкови некогаш се и ненајавени, значи се случуваат без да добијаме никаква најава. Во тој случај се прават големи финансиски штети. Ние имаме договори со комитентите за превоз на стока. Доколку се случи некој таков ненајавен штрајк, ние не можеме да ја донесеме стоката од дадената релација до местото каде што треба да се истовара. Така да проблемите ги имаме од таа страна. Проблеми има и во Солунското пристаниште, и таму, иако има доволно стока за превоз, често се случуваат штрајкови, ненајавени штрајкови кои што директно се рефлексираат на нашето работење. Еве еден каков пример можем да го посочам. Во 2016 година најпрвен имавме штрајк кој го организираа мигрантите, па после тоа на тоа се придоврзаа вработените во грчки железници и Солунското пристаниште. Значи негде од прилика околу 3 до 4 месеци ние бевме комплетно блокирани од страна на јужниот сосед, што финансиски се одрази на нашето работење, и во иднина ние имавме проблеми околу нормалното функционирање на нашата компанија. Но како и да е, ние мораме да се трудиме и да изнаоѓаме решенија. Имаме постојани контакти со грчките железници, постојани контакти со шпедициите од страна на Грција, така да во овој момент успеваме некако да ја релативизираме таа работа. Иако можеби е деловна тајна, рековте дека сте обврзани со рокови, дали можеби некој од вашите клиенти поборал надомесна штета затоа што во законски определениот рок не сте ја испорачале стоката? Да, па имавме такви најави, посебно како што знаете сега во месец февруари имавме еден таков штрајк кај нас во Македонски железници. Значи 2 недели бевме без железнички сообраќај. Во тој момент имавме најави од комитентите дека претрпеле големи штети и дека ќе бараат обештетување. Меѓутоа, веднаш после тоа јас стапив во контакт со сите комитенти и исто така и со сите синдикати кои што се во Македонски железници. Постигнавме еден договор дека и во иднина што и да се случува, и во иднина ќе има некои предизвици и некои моменти во кои што треба да се изрази револт, дека товарниот сообраќај од кој што зависат комитентите и впрочем македонското стопанство не смее да застане. Значи комитентите го прифатија тоа извинување во некој јас мисла, и за сега го избегнавме тој момент. Се надевам дека во иднина нема да имаме проблеми. Господине Коруновски, напоменавте дека 60% од возниот парк во Република Македонија за патничкиот сообраќај, нели се мисли е обновен, планирате во наредниот период тој да се обнови комплетно, нели целосно. Рековте дека имаме задоволни патници, но од она што ние го имаме како сознание од оние кои што редовно патуваат или го користат железничкиот сообраќај, велат дека во последно време возовите го почитуваат возниот ред, дека е многу поудобно. Дали овие нови возови го зголемија и бројот на патници? Нашата цел, пред да го започнеме проектот за обнова на возниот парк, беше точно и тоа, да ги замениме оние стари гарнитури. Вие знаете, за патнички сообраќај користевме локомотиви по 60 години старост.
Од тие причини со новите гарнитури полека се не можам да кажам дека целосно го намаливме времето на доцнење на возовите и се стремиме да бидеме што можеме поточни во тој дел. И како втора задача ја зголемивме удобноста и комфорот. Сега за прв пат во Македонија имаме возови во кои што во летно време имаме клима уреди, така да патниците можат да уживаат во своето патување. Освен тоа, возовите се супер модерни, значи постојат најувачи за станици, секој патник може да види која е следна станица, постојат монитори на кои што може да одат најразлични видеа, може да одат реклами и така натаму. Значи, се на се имаме едни одлични услови за едно удобно патување на патниците и можам да кажем дека значително е зголемена удобноста, а самото тоа си носи и придобивки во бројот на патниците. Значи, ние бележиме зголемен број на патници, особено во оние викенди, односно во оние денови во кои што имаме субвенциониран превоз, односно можам да ги повторам и да ги кажам кои се тие периоди, значи секој прв и секој трет викенд во месецот младите до 27 години можат да го користат возот бесплатно. Секој втор викенд во месецот пензионерите можат да ги користат услугите на Македонски железници бесплатно. Секоја среда средношколците можат да патуваат бесплатно. И тука е и четврток, кој што е наменет само за студентите. Што значи ние нудиме една лепеза на удобност и покрај удобен транспорт се грижиме и од социјален аспект по препорака на владата, заеднички со владата, да обезбедиме за секој жител во Република Македонија да може да ги користи услугите на Македонски железници и да стигне во секое време од една релација до друга. Но колку од другата страна грижата е видлива на патниците кон самите возови во кои што патуваат? Какви се резултатите? Имаме ли многу оштетувања? Имавме неколку појави за кои што и медиумски реагиравме. Значи, забележавме појави на некои несовесни патници кои што се однесуваат неодговорно во самите возови. Значи, оние стари навики на чкртање по возовите, на обележување на возовите, на грицкање во возовите на семки и други грицки кои што прават неред во самиот воз. Имавме случаеви каде што на некои релации возовите беа каменувани, беа оштетувани прозорите. Јас можам да заклучам дека тоа се некои инцидентни случаеви кои што не треба да се случуваат во иднина, треба да се грижиме сите заедно, затоа што тие возови се за сите граѓани и треба колку повеќе се грижиме, толку подолго ќе ги имаме на располагање. Ако се однесуваме несовесно, ако го уништуваме она што сме го створиле, што сме го набавиле и треба да се користи подолг период, нема да го имаме. За големите празници веќе втора година имавме наменски возови, или за Божиќ имавме Божиќен, за Великден имавме Великден. Колку тоа беше предизвик за дел од граѓаните да се одлучат да патуваат со воз. Еве и самите забележавте, значи кога го имаме новиот воз, можеме да нудиме лепеза на проекти, можеме да правиме и такви тематски возови. Значи за лани и ова година за Великден имавме Великденски воз, кој што беше украсен во знакот на христијанскиот празник Великден. Патниците можеа да го користат и да го почувствуваат духот на празникот. За Божик исто имавме Божикен воз. За сите поголеми манифестации кои што се случуваат во државата, ние правиме тематски возови. Тоа ќе продолжиме и понатаму да го правиме, бидејќи наидува на особен интерес кај патниците. Исто така можам да кажем една нова работа, дека за прв пат добивме барање да се организира роденденска прослава во возот. Значи, така да патниците добиваат се повеќе идеи
и ние ги прифаќаме затоа што се добри тие идеи. Самиот воз кој што ке повтораме ултрамодерен ги нуди тие можности за организирање на такви работи и ке се стремиме и понатаму да го збогатиме патувањето со некои такви пропратни манифестации. Кога сме веќе кај модернизацијата на она што вие го работите, да напоменеме дека однодомна во Скопје функционира и автомат за билети на железничката станица во метрополата. Дали планирате во останатите железнички станици да поставите вакви автомати и дали тоа значи целосно применување на ИД технологијата и во вашето работење? Да, тоа е проект кој што го работиме заедно со јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура. Како почеток на проектот беа предвидени да се постават 2 автомати за карти на железничка станица во Скопје. Секако во план е реализирање на проектот и на поставување на сите други железнички станици. Тоа е една добра придобивка за патниците, да се намалат оние гужви кои што ги имаме пред билетарите, а исто така со тој проект е и планиран проект кој што е во фаза на изработка, софтверско решение за купување на билети преку интернет врска. Тие два проекти одат заедно. Мислам дека за многу брзо време треба да се реализираат и патниците да можат да купуваат билети и од своите домови, а ако веќе решили да купуваат од железничка станица, тогаш да не мора да стојат во ред на билетарата, туку да можат да ги искористат автоматите кои што се за издавање на билети. Господине Коруновски, во секоја работа се споредуваме со земјите околу нас. Каква е состојбата на железничкиот сообраќај во Република Македонија во однос на железничките сообраќаи со земјите со кои што граничиме? Ако правиме споредба со земјите со кои што граничиме, нашите соседи, тогаш можам да констатирам дека не се работи за некоја голема разлика. Сега, од кога го реализиравме овој проект со обновата на железничките средства, моментално Србија и Грција исто така имаат некои проекти за возобновување. Можеби Грција како членка на Европска унија е малку понапред во таа насока, но ако се споредиме со првиот наш северен сосед со Србија, можам да кажам дека не постои разлика помеѓу возните средства, дури со задоволство можам сега да си ги пофалам нашите средства, нашите возови се далеку подобри од нивните. Ако јас се прашувам како техничко лице и како машински инженер. Господине Коруновски, на прагот сме на нова летна сезона. Патниците многу често возот го користат и како превозно средство за да стигнат до крајната дестинација каде што сакаат да летуваат надвор од Македонија. Ќе ги имаме ли и ова лето традиционалните возови до Солун, например? Да. Нагоре потоа, нели, во другите земји? Да, значи ние еден извесен период сега го немаме тој воз кој што оди до Солун и кон Белград, од причина што на територија на Република Србија се изведува зафати околу реконструкција на пругата. Од тие причини беше откажан патничкиот воз, се движеа само товарните возови. Од 1 јуни повторно почнува да се обраќа возот од Белград кон Солун и обратно, така да нашите патници ќе можат да ги користат и тие услуги во летните периоди. Бидејќи реконструкцијата на пругата е при крај, се надам дека нема да имаме застој повеќе во тој дел. Сега, кога ќе се спомне Македонски железници транспорт, и плюс ако сте во Велеса, да не се зборува за спојувањето на фабриката за шински возила, со ова се невозможно. Процесот е отпочнат, многу пати сме говориле, но до каде е стигнат? Така, значи на барање на Македонски железници транспорт, значи на наше барање, ние побаравме да од владата на Република Македонија да започнеме еден процес на спојување на двете компании, бидејќи тоа е и природно, тие и претходно биле заедно. Од најразлични причини фабриката за шински возила Велес се одвоила како посебно правно лице.
кој што единствен комитент во овој случај сме ние како Македонски железници и транспорт и една без друга компанија ние не можеме да функционираме, бидејќи нашите вагони мора да поминуваат одреден период на редовни поправки и ревизии, а најблиску за тоа е фабриката за шински возила Велес. Од тие причини, за да ги избегнеме сите други правни, формални процедури, ние решивме на наша иницијатива да започнеме спојување на двете компании и тоа е започнато. Во фаза е спојувањето. Сега во овој момент владата на Република Македонија функционира како техничка влада. Од тие причини не можеме да ги донесеме некои одлуки кои што требаше да се донесат, меѓутоа процесот е започнат и нема враќање назад. Прашање на време кога ние ќе го завршиме тој процес. До тогаш ние веќе имаме договор важечки со фабриката за шински возила Велес за поправка ревизија на 80 товарни вагони и реализацијата на тој договор е во тек. Исто така имаме мислам дека се останати уште 2 патнички вагони кои што треба да се изработат до крајот на оваа година. Така да ние сега гледаме да го премостиме оној период до кога не дојдеме на званичното спојување на двете компании. Затоа го направивме и овој договор како една преодна фаза, додека не официјално не се споиме како една компанија. До моментот на спојување можеме да говориме нешто околу поредовна исплата на обврските една кон друга фирма, за да нели нашите гледачи или вработените во Полска веќе имаат една посигурна слика дека спојувањето е само прашање на време. Така, значи ние сме во постојани контакти и со раководството на фабриката за шински возила и со вработените. Значи, иако се тие посебна компанија, ние ги чувствуваме како своја, како заедничка компанија, така да нема некои службени релации околу комуникацијата. Ние се трудиме да што полесно го пребродиме овој период, за кој што можам да кажам дека не е лесен период и за нас како Македонски железници и транспорт и за фабриката за шински возила. Договорот го имаме ние склучено со нив, сега зависи колку ние брзо ќе го реализираме, колку повеќе вагони успееме да добиеме, толку повеќе можности за исплата на средствата. Така да треба сите заедно да се заложиме и да сватиме дека за да успееме да ги вратиме работите во нормала, мораме да работиме. Еден круг е целата оваа работа, но може ли да констатираме дека моменталната политичка криза е таа која што сепак најмногу им штети на вработените во фабриката за шински возила, за да конечно се заврши процесот на припојување? Па да, значи во овој момент се работи за формалност. Доколку постоеше стабилна влада, тогаш немаше да има проблем да се заврши побрзо спојувањето. Во овој момент владата не смее да носи такви крупни одлуки, бидејќи е техничка влада. Меѓутоа, јас пак ќе кажем, враќање назад нема, процесот е отпочнат, прашање на време кога ќе се заврши. И нешто што е многу важно да напоменеме, дека сите вработени кои што се во фабриката за шински возила остануваат на работа, нема намалување на бројот на вработени. Нема намалување, не само што нема намалување, таму се потребни нови вработувања. Значи потребно е возобновување на кадарот, бидејќи јас како што сум информиран, вработените во фабриката за шински возила се сите со, како да кажем, една поодмината старосна граница кога се работи за извршување на тие активности, така да нормално и природно е да има возобновување на кадарот и тоа е потребно, што значи во никој случај не би дошло во прашање намалување на бројот на вработените. Можеме да разговараме само за зголемување, за да може компанијата да функционира. Освен кадровско освежување, таму е потребно и техничко-технолошко опремување, за да може фабриката да продолжи понатаму да функционира. За процесот на новото функционирање на фабриката или на моментот кога ќе биде дел од Македонски железници и транспорт, јас се надам дека многу скоро ќе не дојдете повторно да не бидете гостин во ова студио и тогаш ќе зборуваме по-конкретно. Ви благодарам на одвоеното време, благодарност од
не младите од средношколците, но и основците за оваа кампања, која што има цел да ја подигне свеста кај младите. И се надевам дека не били настани како тој пред известен период во Скопје, нема да имаме на територијата на Република Македонија. И јас се надевам дека следното гостување тука ќе биде за многу позитивни теми. Дел од овие прашања што ги разговаравме сега ќе бидат решени и ќе разговараме за теми од типот на тематски возови, од типот на нови релации, од типот на авантуристички патувања и така натаму. Имаме многу теми за разговор, но планираното време за оваа емисија веќе ни одмина. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Вам, почитувани гледачи, пред да ви се заблагодарам што и овој пат бевте заедно со нас, ја проследивте и оваа емисија на регионалната К1 телевизија, да апелирам до сите вас кои што ги користите возовите како превозно средство, да ги чувате, затоа што се тие на сите нас заеднички, колку повеќе ги чуваме, се грижиме за нив, толку повеќе ќе ги имаме. Благодарам за вниманието и пријатно.